Вие ја следите утринската програма на Телевизија 24, се дружиме во Македонија денес и овој пат. Се надевам за еден убав позитивен старт на уште еден работен ден. Ќе продолжиме со нашите содржини. Знаете дека вообичаено ги пречекуваме нашите гости и соговорници токму тука во студиото. Но во продолжение вие ќе погледнете интервју кој што го снимивме надвор од просториите на Телевизија 24. Снимавме со три прекрасни девојки што се дел од македонската музичка сцена, доаѓаат од Велес, па поради тоа што во овој период од денот имаат работни обврски, затоа ги немаме тука во студиото, но реков, мене ми беше задоволство да зборувам заедно со нив во малку поинаква атмосфера и се надевам дека вие ќе уживате во нивната музика и во разговорот кој што следува. Го најавувам интервјуто со The Chicks, погледнете го, уживајте, а потоа се враќаме назад во студиото. Замислувам пак како спиеш и на срце во сили. Еве сме во една малку поинаква атмосфера од вообичаено и надвор од нашето студио, ама навистина ми е драго дека можам да бидам домакин на три прекрасни девојки, да зборуваме за нивната музика, за нивните настапи и начинот на кој што функционираат. Верувам дека ви се добро познати, но како и да е за, како реков, музиката, за свирките, за сите нивни искуства, вие ќе слушнете во следните минути. Драго ми е да им посакам добре дојде на The Chicks. Девојки, се надевам дека и вие убаво се чувствувате и дека ете сте расположени за еден добар разговор. Здраво, Јана. Прво да се заблагодариме што не покани да бидеме дел од твојата емисија. Веќе подолго време се договараме, ама еве конечно успеавме да најдеме заеднички тајминг. Да, баш тајмингот е интересен и за вас трите, заради тоа што секој од вас си има пред своји работни обврски, но сепак најдовте време за да го основате овој бенд или оваа ваша група и да функционирате. Ајде неколку зборови за сето тоа. Од 2016-та официјално стартувате во овој состав. Како тоа се случи? Значи, официјално се почна во 2016 година. Наталија, Сандра и Моника се здружија заедно, решија да направат еден женски бенд. Значи нешто ново на македонската сцена. Свативме дека така можеме да функционираме супер со две гитари и три вокали и перкусии и дајре. Значи почна се многу интересно со само неколку проби од 2 пати, 3 пати навикнаа да свириме во еден локал во Велес, кој што славеше една година од неговото постоење и поминавме преубаво, значи сите беа задоволни од The Chicks, од тоа како напреднале за толку кратко време. И можеме да кажеме дека ни е супер до сега, дека продолжуваме освен со кавери и со нешто авторско, моментално работиме на тоа и супер функционираме. Каверите доста од изведувачите ги бираат всушност како добар начин да се започне, познатите песни и мелодии, нели да ги изведеме на собствен начин. Само уште малку околу стартот знам дека всушност ти си на некој начин главниот иницијатор за сето тоа, ама интересно тоа што сте три девојки, ќе го потврдиме ли фактот дека тоа на некој начин помага и ја привлекува публиката, затоа што интересно кога гледаме три дами во едно вакво издание, а не мешан состав. Јасно. Знаете, секоја приказна има две страни. Неоспорен е фактот дека во моментов представуваме поатрактивен бенд на македонската музичка сцена, но сепак можам да кажам дека идејата и она што сакаш да го презентираш како артист, како изведувач е исто така поголем дел од сето тоа. Например, треба да имаш некоја идеја која што ќе биде интересна за публиката, ќе знаеш дека ќе предизвика интерес и тоа е тоа што всушност сметаме дека е препознатливоста кај нас. Да, доаѓаме и до тој дел кога, како што велиш, треба да се одберат песни, соодветен репертоар, тоест на самиот почеток стил кој што нели ќе го изберете и до него ќе се држите. Така што беше ли тешко вие три да се усогласите околу тој дел или може да се каже дека ви се поклопуваат музичките желби и стилови? Искрено не беше толку тешко затоа што да ни се поклопуваат музичките стилови, затоа што ние додуша слушаме различен тип на, различни жанрови на музика, меѓутоа од прилика она што најмногу не влече е слично. Така да
кога почнавме, значи биравме репертоар повеќе од типот на поп-рок, па потоа вклучивме малку и латино. И за сега гледаме дека публиката реагира одлично на нашите песни. Сега во однос на авторските песни, се уште го бараме стилот. Пред некое време имавме настап на Макфест, веројатно малку повеќе ќе кажеме покасно за тоа. Тука излеговме се на песна која што ја изработивме ние, а сега работиме на втора песна и тука ќе биде малку поразлично од првата, меѓутоа веќе имаат можност гледачите да ги видат чик во вистинско светло. Да, најубаво е веројатно кога имате своји песни, па тогаш чекате реакција од публиката за нив. Макфест го споменавме накратко, еден убав настап, впечатлив изглед кој што таму го имавте, убави креации, сето тоа нели да биде целосна приказна. Да го поздравиме и Стефан, еден од нашите најуспешни млади автори кој што ви напише еден убав текст. Храбра е сепак одлуката нели да се појавите на еден од нашите најголеми музички фестивали. Како вие ја донесовте таа одлука? И храбро собравте да излезете на таа сцена со сите останати изведувачи? Па искрено тоа беше еден поформален настан за нас, значи претходно имавме настапувано само по локали и ресторани и ни се појави таква прилика да ние испаднеме на Макфест со наша песна, со нешто авторско кое што ние самите ќе си го направиме и да се појавиме во такво светло каде што луѓето се дојдени и не слушаат само нас. Беше многу интересно стварно. Добивме понуда да учествуваме, доколку сакаме, ние веднаш ја прифативме таа понуда, направивме песна. Поздрав до Стефан, исто поздрав и до Дино Зукич, кој што ни ја продуцираше музиката. Песната беше наша, значи ние ја направивме мелодиската линија и искрено Макфест беше навистина интересно искуство за нас. Сега, таа песна која што ја направивме беше приспособено спрема, нели, настанот, фестивалот беше пофестивалска. Сега, Моника, како што спомна, се спремаме за авторско и нешто повеќе, нели, во наш стил. Да го гледам твоето лице во боите на љубовта. Каква е атмосферата на свирките и како одлучувате пак таму што ќе биде што публиката ќе го слушне? Се менува ли тоа во зависност од тоа што го забележувате и од ваша страна, нели се гледа која е таа музика што ги забавува луѓето? Тешко е според вас или лесно за да човек направи добра атмосфера и да го погоди вкусот на присутните во локалите? Па, јас мислам дека секој треба да тргне од себе. Значи, тоа е еден вид на твое шоу во кој што ти одлучуваш како сакаш да се презентираш. Одиш со чиста мисла и со чиста позитивна енергија која што сакаш да ја пратиш на публиката, а реално репертоарот мислам дека е битен, но не е пресуден, бидејќи има многу песни на кои што ние мислиме дека на тоа место публиката нема да ги познава, но самиот начин на нашата експресија на тие песни публиката доживува многу убави искуства. Генерално на сите наши настапи енергијата е многу убава, позитивна. Еве те покануваме кога си слободна да дојдеш да го осетиш. Се уште не сум била на ваш настап во живо, да, значи морам да ја прифатам поканата и да бидам дел. И навистина како одлучуваме кои песни ќе ги слушаме. Едноставно сме отворени да што ќе осетиме во моментот. Например, јас ќе слушнам некоја нова песна или па некоја постара песна што во моментот ќе биде кечи за мене и ќе речем аха, во е тоа сега што треба да го внесеме како енергија у репертоарот. И така да прифаќаме предлози од пријатели, ги прашуваме нашата публика на нашиот фан пејдж на Facebook и на Instagram, понекогаш отвараме прашања кои песни сакаат да ги изведуваме. Па ако видиме неколку волји согласни на тоа, прифаќаме и така. Да, така има ли некои луѓе кои што сепак ги сметате за ваши најголеми поддржувачи и има ли такви од друга страна кои што најчесто и најмногу критикуваат, ама веројатно и тоа е потребно кога било која работа ја правиш нели со толкова посветеност и љубов? Па има, да, пред се родителите. Значи тие ни се и најголеми поддржувачи и најголеми критикувачи. Меѓутоа сакаме да се благодариме затоа што стварно имаме голема поддршка од нашите фамилии. Пред се, публиката ни е најголемата, исто така многу голема поддршка. Велешани, морам исто да ги поздравиме Велешани затоа што секогаш се тука за нас и каде додиме дури во друг град да се погоди некој велешанец таму, секогаш гледаме дека се гордее со тоа што ние сме велешанки и што го презентираме на некој начин нашиот град и надвор од него.
Потоа сакаме да се заблагодариме нормално на нашиот пријател Дино Зукич, кој што секогаш е наша голема поддршка во правењето на песните, во изработката на каверите, во изработката на новите песни текст што ќе следат. Сакаме се заблагодариме и на Данчо, кој што заедно со него ги изработувавме досегашните видеа. Се надевам дека и понатаму ќе продолжи таа соработка. Така да, во суштина, имаме поддршка од сите страни, буквално и на медиумите исто така, затоа што и медиумите се еден огромен фактор кој што придонесува за нашиот успех, затоа што секогаш се тука за нас, за да не презентираат во нашия вистинска свет. Ова ноќ е празна, немам никого крај себе. Само две-три звезди од небо зјапаат во мене. Споменувате нова песна, ќе биде ли сличен тимот, ќе има ли некој сосема нов тим, ќе откриеме ли барем мали детали околу тоа како еве почнувате или како го подготвувате сето тоа што предстои и чекаме да го слушнеме? Значи во тимот влегуваат и нови луѓе, малку го прошируваме. Значи моментално работиме на песната. Можам да кажам дека голем дел од неа е готов. Очекуваме да излезе почеток на есен негде. Значи премиерно ќе ја изведеме во октомври месец. Ќе ја слушнете сите, се надеваме дека ќе ви се свиѓа, бидејќи сега за сега нас ни е стварно прекрасна. Не откриваме, бидејќи свативме дека доколку кажеме нешто, дали има ризик дека тоа нешто може да не се исполни. Што досега е најпрепознатливо за вас? Која е првата асоциација кога ќе се споменат The Chicks? Која можеби од вашите изведби доби најпозитивни и најмногу реакции? Мислам дека нашиот прв кавер доби доста реакции. Тоа беше Колку ми значиш од Арија, кој го изработивме пред година и неколку месеци. Тогаш имавме навистина доста еден скок на популарност, ајде така да кажам. Значи имавме доста понуди после него. И овој кавер исто вториот кој што го изработивме беше навистина добро прифатен од публиката и од радијата по кој што и телевизиите по кој што се вртеше. Мораме да ја споменеме и нашата песна Боите на љубовта, која што ета така како наше првенче исто доби добар одзив од страна на публиката. Сега се надевам дека следните песни ќе бидат исто добро прифатени. Настапи речиси низ сите градови во Македонија, ама каде најчесто и каде редовно може публиката да ве слушаете, да ги издвоиме баш оние места каде што, ајде така да речеме, се ваш втор дом можеби и луѓето што сакаат да ве слушнат, знаат каде може да дојдат и тоа да го направат. Така. Па ние преферираме барем еднаш во месецот да свириме во Велес, да си задржиме некоја таква практика, минимум значи. Понатаму многу често настапуваме во Берово, исто би го издвоиле како еден град кај што имаме многу публика и пријатели. Куманово, летно време Охрид, понатаму Кавадарци имаме доста места каде што настапуваме. Значи генерално се трудиме секој викенд и секој ден од викендот да бидат различни места, за да не се повторуваме често, да не станеме досадни на публиката. Бидејќи знаеме, тргнуваме од аспект на публика, како би се осеќале, нели, доколку некој го гледаш постојано често, па и колку да е добар, ќе се презасити публиката, така да уживаме секаде каде што настапуваме. Тие се генерално местата во кои што сме поинтензивно присутни. Што се однесува до преработките и каверите, дали досега можеби сте имале некаква реакција или коментар од музичарите чија што песна вие сте ја препеале и сте направиле преработка? Тоа навистина многу ме интересира, затоа што и тоа е веројатно важно, посебно кога почнувате да влегувате во одреден свет, конкретно вие во светот на музиката. Така е, значи освен комплименти и пофалби, нормално дека има критики. И тоа е сосема во ред, значи критиките се конструктивен дел од растењето. Ние ги сваќаме како битен дел кој што ни помага да одиме напред. Сега конкретно за каверите имаат искоментирано дека се случува да сгрешиме текст.
Значи, у моментот, например, кога сме фокусирани нели мелодијата да излезе убаво, да испееме како што треба, да има хармонија во пеењето, се случува некој збор да скокнеш или да го смениш. Пак тоа ќе има рима, ќе одговара, меѓутоа нели не е вистинскиот збор. Во суштина за друго немаме, затоа што немаме, да речам, такви позначајни критики. Значи, ние редовно работиме на себе си, техники на пеење, на свирење, водиме на часови. Моментално е во тек учење на еден нов инструмент кој што сакаме да го вметнеме во бендот. Ќе биде малку експеримент, ќе видите. Би сакала да го поздравам нашиот професор по пеење Горан Диновски, кој што е секогаш тука за нас, исто така еден наш голем поддржувач. И во суштина, заедно со него, навистина сме сигурни каде и да одиме, имаме голема доза на сигурност и знаеме дека тоа што ќе го дадеме на публиката ќе биде најдобро. Мала деца не познaju strah, putujemo iz Има ли посебни желби? Каде се гледате за неколку години? Што е тоа што неминовно сакате да го постигнете за да бидете среќни со вашето функционирање? Да. Сакам да ви кажам дека да, нормално секој човек, не само пејачи, секој човек има некоја цел кон која што треба нели да се стреми. Но генерално ние не поставуваме некои многу високи цели, туку едноставно вложуваме во себе и секаде каде што одиме се трудиме без разлика дали ќе биде тоа мало место или голем фестивал, да го дадеме максимумот од тоа што го носиме како свој белег, свој печат и дефинитивно сметаме дека самото тоа не ги отвара вратите. Значи имаме многу непланирани работи, од никаде доаѓаат буквално, значи ни се јавуваат, имаме многу интересни понуди за кои што сега е рано да зборуваме, но генерално да, како фокус еве да речем, би сакале да правиме повеќе авторска музика, да се појавуваме на повеќе локални, национални, па и надвор од границите нели на државата фестивали и понатаму да имаме настапи и да имаме соработки со голем број на музичари кои што прават и експериментална музика. Тоа ни е, да речем, еден предизвик, но немаме стрикно некој фокус каде одиме, но генерално сме отворени со добра мисла. iznad grada.